Гледате ново издание на Трилинг, добро вечер. Домашните политичари се притиснати. Жално е кога сваќате дека тие се помалку ги разбираат и прифаќаат пораките од центрите на геополитиката. Стејт департментот порачува дека лидерите, всушност сите партиски лидери во Северна Македонија треба да ги ослободат од стегите и туторството, судиите и обвинителите. Наред се и дел од староновите олигарси. Адресата е до Ковачевски, Ахмети и Мицковски. Процесите за сомневања за криминал во проектот Скопје 2014 само ја отвори вратата за доминантните и матни сделки, криминалните сомнежи на дел од актуелните, но и поранешни владеачки гарнитури. Тука вклучувајќи ги бизнисмените блиски до поранешната, но и актуелна власт. Треба веројатно да се охрабрат и обвинителите Јовевски и Абаси и да одговорат во однос на случајот со Бехтел и Енка. Има ли злоупотреби во големите бизниси со енергија и енергенси? Се трошат ли баснословни суми за така наречени меѓународни проекти кои помалку завршуваат со пари од странски донатори во џебови на одредени политичари и бизнисмени веројатно? Ке треба веројатно да се платат и обештетувања, доколку не се исполнат ветувањата. Од сумите се движат од над 1 милиарда евра. По две основи. Самите се сторители или се јатаци на криминалците, кои ги полнат своите џебови, така ќе излезнат од скултовите на своите политички ментори. Може веројатно да биде погубно за профилот на секој кој бил дел од македонската политичка сцена, ако ја изгуби равнотежата меѓу изборната кампања и самодоволноста. Опозицијата пак ја менува реториката. Сега не е во прашање бугарскиот диктат, туку нема уставни промени поради големата корупција и криминал. Се разбира, вклучувајќи ги и актерите на својата партија. Но што тука пречи да се отвори и уставната постапка за преамбулата во неа и конечно да се внесат бугарите во македонскиот устав. Ова е само вовед на уште едно ново издание на Трилинг. Ајде што ќе гледаме? Меѓународните партнери алармираат, потребни се суштински реформи во македонското правосудство. Уставните промени треба да се реализираат, но неопходни се и сериозни суштински внатрешни реформи во државата. Имиджот на Судскиот совет е слика за целото правосудство. И мислам дека сега е добра прилика со таа оценска мисија, владата стои на располагање, Судскиот совет да си го врати својот кредибилитет. Општо е позната политиката на неказнивост во државата, особено на тој некој висок криминал. Ретко кога гледаме брза и ефикасна завршница. Ваквиот притисок кој доаѓа од меѓународната заедница е еден од начините на кои што можат да се придвижат работите. Дали ќе успее намерата на власта да се обезбеди двотретинско мнозинство за да се протуркаат уставните промени и бугарите да бидат внесени во преамбулата? Ете, комплетниот терен за ВМРО да даде поддршка на уставните измени е расчист. Бехтел и Енка, најголемиот капитален проект во Македонија, сомнежи за криминал и корупција. Морам да признам дека од правна гледна точка е малку несериозно да вие склучите договор со тоа што ќе бидете сигурен дека во одреден временски период ќе ги исполните предусловите за да дојде до реализација на самиот договор. И политичкото влијание не е единствено влијание кое што го има во судството, тука има и лични релации, бизнис релации, бизнис интереси. Гости во ова издание на Трилинг се вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич и универзитетскиот професор Горан Коевски, кој е од неодамна и председател на Сдруженијето на правници во Република Северна Македонија. Тие на почеток одговараат на речиси идентично прашање, а е поврзано дали новите процеси за Скопје 2014 се алиби на тандемот обвинители Јовевски и Абаси за да се дефокусира јавноста од тековните криминали или е само дополнителна стимулација за нив да влезат во тековниот организиран криминал кој меѓународната заедница речиси секојдневно го детектира и барат целосно расчистување на сите сомнежи поврзани со битката против корупцијата и криминалот и забрзување на процесите кои се поврзани со случаите од СЈО. Можам да ви тврдам дека никаква координација нема меѓу владата и обвинителството во врска со
стратешкото превземање на овој случај или отварање на овој случај, бидејќи ние јавно го повикавме како влада и повеќе чинители во владата, обвинителот Абазија и обвинителот Јовевски да ги разгледаат и актуелните случаи. И овие што се отворија како дилема во јавноста или како тема во јавноста во изминативе месец дена, и сите. Значи, никогаш не сме правеле селекција, вие знаете, не треба јас да подсетам дека има и актуелни, да речем од актуелната гарнитура функционери, поранешни функционери, двајца генерални секретари поранешни на владата кои што се пред суд и ја тераат таа постапка. Тоа сигурно не го наредила владата, тоа сигурно не го сугерирала владата. Сакам да кажам дека владата ниту има, ниту треба да има контрола врз тоа што го работи обвинителството и врз случаите што ги отвара. И мислам дека во тој контекст треба да се гледа ова како обид да се затворат случаите на СЈО после долго време, конечно се затвори таа приказна со овој мега случај кој што беше мега случај уште тогаш кога се отворија овие приказни, затоа што и во извештајот на ЕУ секоја година стои како забелешка забрзување и завршување на случаите. Останува да видиме завршницата, сега на самиот почеток, нели тоа? Општо е позната политиката на неказнивост во државата, особено на тој некој висок криминал. Ретко кога гледаме брза и ефикасна завршница, меѓутоа тоа е во делот на моите колеги по казнено, по кривично право да одговорат на ова прашање. Добро е што по допрен глас се покренуваат определени иницијативи, меѓутоа сепак завршницата треба да каже и да се докаже дека постои криминал и корупција и да тоа биде во некој си догледен рок. Секако претпоставувам дека, не претпоставувам, знаеме сите дека има политичко влијание врз судството, и треба да се најде начин да конечно нели судството каже окей, ние сме независна, посебна власт, ве молам тргнете се. Ама гледаме се како тоа се бира, на кој начин се селектираат новите суди, обвинители така натаму, и кога ќе видите исти презимења, семејни врски така натаму, доаѓаме што до непотизам, што до кронизам. Ова се само дел од оценките на вице-премиерот за европски прашања Маричич и професорот од правниот факултет Коевски. Целиот разговор со Коевски ќе го гледате по кратката пауза за реклами, а сега продолжуваме со интервјуто со вице-премиерот за европски прашања. Следете не. Функционерите да ги трнат рацете од правосудството, порака од Стейт департментот, политичкото влијание се помалце да се намалува. Од друга страна, Брисел најавува мониторинг за состојбите и оценка околу состојбите по разрешувањето на делот судиите, членови на судскиот совет. Од друга страна пак, холандскиот амбасадор Дирк Јанкоп прашува каде се милиардите кои што ги дадовме на Македонија во однос на реформите, а особено во делот на битката против корупцијата и владењето на правото. Во ово издание на Трилинг гостин во емисијата вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Господин Маричич, низа на критики, некој ќе рече добронамерни, некој директно во центарот со директна прозивка до вас, дека корупцијата и криминалот стануваат голем проблем кој го еродираат целокупното општество. Имате ли план реално да најдете концепт како да го ослободите македонското правосудство од политички и бизнис стеги? Мислам дека она што денес го имаме е многу различно од она што го затекнавме од 2017 година. Тоа не значи дека нема проблеми, тоа не значи дека нема работи на кои што мораме да работиме, тоа не значи дека нема влијание. Но тоа значи дека функционираме во еден отворен систем кој што овозможува сите слабости да излезат на површина и на тие слабости да работиме. За тоа е потребна политичка волја од сите актери, јас верувам дека има и ќе треба да ја преточиме во конкретна акција. Мислам дека оваа влада остави многу простор на правосудството да покаже на дело и независност, и интегритет, и одговорност. За жал, не секогаш судството беше на висина на оваа задача, иако имаме, може да се пофалиме со примери кои што ги нема во регионот, случаи против поранешни премиери, против високи функционери на поранешната, па и на сегашната влада, без при тоа да предизвика, да речем, партиски или политички импликации.
Мислам дека борбата за интегритетот на судскиот совет и на судството е борба која што мора да ја води судската фела, а мора да ја поддржува политиката. Јас и како министер за правда и од оваа позиција секогаш сум бил за тоа и секогаш сум ги поттикнувал дека мора да ги користат своите законски можности, своите законски инструменти за да ја зајакнат својата позиција, за да се ослободат или да речеме ги блокираат сите можности за влијание. Добро е што спомнавте и бизнис влијание, бидејќи политичкото влијание не е единствено влијание кое што го има во судството, тука има и лични релации, бизнис релации, бизнис интереси и затоа е многу важно да се гледа севкупната состојба. И знаете дека Европската унија најави оценска мисија. Сметам дека е тоа еден добар чекор и владата ќе го прифати тоа. Во однос на најавата за европски мониторинг и оценка околу работата на судскиот совет, дали помалку тоа не е порака дека Македонија нема капацитет сама да ги решава проблемите и се доведуваме можеби до една ситуација да наликуваме помалку на протекторат? Не се согласувам бидејќи ние сме држава кандидат за членство во Европската унија и механизмите на ЕУ, извештаите на ЕУ секогаш не биле инструмент за подобрување. И оној годишен извештај што излегува секој октомври, но не заборавајте клучна улога во разрешување на политичката криза во Северна Македонија беше извештајот на Прибе во 2015 година, кој што ги исцрта линиите по кои што треба да се движи државата. Делото е исполнето, дел не е. Она што сакам да го кажам за оценската мисија, мислам дека тоа е добар сигнал и дека ние треба да го искористиме како можност. Владата тоа мора да го прифати, мислам дека за тоа никој нема дилема и тоа е пред се порака до судскиот совет и до тоа што се случуваше во изминатиот период. Имиджот на судскиот совет е слика за целото правосудство и затоа е важно да се таа оценска мисија, знаете, оди секогаш детално, не е прва, сме имале ние оценски мисии и имаме за многу области, но таа оценска мисија ќе оди детално во анализирање на слабостите на судскиот совет и неговото функционирање и ќе даде конкретни препораки. Јас само сакам да кажам една работа. Овој судски совет работи по закон кој што е донесен пред неколку години, 2019 година. Тогаш беше нов закон и беше одобрен од Европската комисија и од Венецијанската комисија. Впрочем, таму беше вметнато на решение дека само од редот на несудските избрани лица во судскиот совет може да биде председател, тоа падна на Уставен суд и мислам дека сега е добра прилика со таа оценска мисија, владата стои на располагање, судскиот совет да си го врати својот кредибилитет. Дали е тоа возможно брзо и сега? Јас мислам дека да, ако се действува и ако се делува. И овие членови, и наредните членови кои ќе дојдат, имаат простор, секако секој си има своја лична одговорност. Не заборавајте, секој е избран со име и презиме и действува таму со име и презиме. И мислам дека што повеќе ја конкретизираме одговорноста со име и презиме, толку подобро ќе биде и побрзо ќе дојдеме до решение. Маричич, дали тандемот со отворањето на предметот Скопје 2014, тандемот Јовевски Абази се обидува да ја дефокусира јавноста од тековните состојби во битката против организираниот криминал и корупција или дали може би ова е ваш обид уште еднаш како владеачка гарнитура да извршите притисок суптилен врз опозицијата, да ве потсетам дека Преспанскиот договор беше на сличен начин изведен. Ете, Преспанскиот договор беше за да ги спроведете уставните промени, да видиме јасно. Во друг контекст беше донесен и беше врзан со случајот 27 април. Ако на тоа алудирате, ова е нешто сосема друго. Овој случај долго време стоеше во обвинителството и предпоставувам дека имало некои нови сознанија, нови документи, нови докази што сега го отвараат. Можам да ви тврдам дека никаква координација нема меѓу владата и обвинителството во врска со стратешкото превземање на овој случај или отварање на овој случај, бидејќи ние јавно го повикавме како влада и повеќе чинители во владата, обвинителот Абази и обвинителот Јовевски да ги разгледаат и актуелните случаи. И овие што се отворија како дилема во јавноста или како тема во јавноста во изминативе месец дена, и сите. Значи, никогаш не сме правеле селекција, вие знаете, не треба јас да потсетам дека има и актуелни, да речам од актуелната гарнитура, функционери, поранешни функционери, двајца генерални секретари поранешни
на владата кои што се пред суд и ја тераат таа постапка. Тоа сигурно не го наредила владата, тоа сигурно не го сугерирала владата. Сакам да кажам дека владата ниту има, ниту треба да има контрола врз тоа што го работи обвинителството и врз случаите што ги отвара. И мислам дека во тој контекст треба да се гледа ова како обид да се затворат случаите на СЈО после долго време, конечно се затвори таа приказна со овој мега случај кој што беше мега случај уште тогаш кога се отворија овие приказни, затоа што и во извештајот на ЕУ секоја година стои како забелешка забрзување и завршување на случаите од поранешните. Ма речиш, оние кои ја гледаат оваа емисија ќе речат зошто вие сте вице-премиер за европски прашања, ви поставам прашање поврзани со правда, добро владење, корупција и криминал, но тоа се дел од клучните поглавја за преговори со ЕУ. Уште малку ќе се задржам во делот на доброто владење и борбата против корупцијата. Стејт департментот го стави мерко на црната листа. Може ли да се очекува некои од големите зверки, бизнис зверки да се најдат на американската црна листа или пак некои од функционерите од владеачката гарнитура од редовите на СДСМ? За тоа одлучува американскиот Стејт департмент. Ние немаме информации кои би можел и како би можел да се најде. Она што сме сигурни дека секој сигнал од нашиот стратешки партнер го земаме сериозно и немаме намера ниту како СДСМ, ниту како влада, доколку тоа се случи да го оставиме така или да го премолчиме. Јас ќе имам прилика и наредната недела патувам за Вашингтон, каде што ќе имам повеќе средби. Не би сакал воопшто на таа тема на листите да разговарам, бидејќи тоа е исклучиво право на нашиот стратешки партнер, но можеме да разговараме на тоа како да подобриме механизмите за борба против корупција. Зошто господинот Мерков го останува во некаква привилегирана позиција? Вие не чувствувате одговорност, без да разлика што тој е градоначалник, а вие сте извршна власт, не чувствувате одговорност што висок функционер на дуи до вчерашен е ставен на црната листа на Стејт департментот? Видете, има два дела на приказната што ја кажувате. Едниот е институционалниот, другиот е политичкиот. Политичката одговорност исклучиво може да ја бара неговата партија и секако партијата каде што тој припаѓа дуи неговите политички раководители, шефови. Што значи дека станувате дека луѓето кои Али Ахмети ги именува исклучиво одговараат пред лидерот на интегративците, а не и пред... Не, тоа е премногу генерално кажано и генерализација. Зборуваме за градоначалник избран на директни избори, изборуваме за некој кој што е предложен од политичката партија ДУИ. Значи, ние нема СДСМ ниту механизми, ниту одговорност да предлага или да притиска некој да даде оставка. Премиерот кажа што би направил доколку бил на негово место, меѓутоа чувството на одговорност е и лично, меѓутоа и на политичката структура на која што и припаѓате. За нас е многу важно да институциите го кажат своето. Значи, секако, бидејќи се нафатија веќе да ги разгледуваат случаите кои што се биле отворени за градоначалникот Мерко, и важно е институциите да дадат своја оценка. Знаете, често кај нас се сведува се на, да речеме, политичка представа и политичко препукување, а не се следи институционалниот тек. Многу е битно да има институционална разрешница на сите овие отворени прашања. Влеговте во директна конфронтација со претседателката на антикорупцијска. Зошто владата ги игнорира иницијативите од антикорупцијска за барање одговорност и разрешување на одредени личности? Видете, не е точно дека игнорира. Јас ќе зборам за мојот дел и за она што го спомна претседателката за мене. Јас сум еден од оние што постојано дава отворена јавна поддршка на ДКСК и секогаш имале отворена врата за соработка. Сум помагал секако како што сум можел на таа институција. Беше спомнато улогата или моите разговори со претседателката во текот на скринингот. Мислам дека сме должни да објасниме на јавноста која е улогата на ДКСК во скринингот. На секоја скрининг сесија, за секоја поглавје има еден дел кој што се однесува на антикорупцијската политика во таа област. При тоа се зборува и за закони и за постапување во одредени случаи во смисла на бројка, колку случаи се отворени, каква е нивната разрешница и така натаму. На еден од скрининзите за образование и култура, мислам дека беше,
имаше слайдови кои што се занимаваа со конкретен случај, со име и презиме, со еден од директорите, директорот на Агенцијата за млади и спорт. Јас само констатирав непосредно пред почетокот на скринингот дека и кажав на претседателката дека доколку остане тоа така, а претпоставувам дека ќе остане, јас само и најавувам дека ќе морам да му дадам прилика на господинот Мојсовски да одговори на наводите во тој слайд, бидејќи тој беше присутен таму во салата на скринингот и дека јас ќе морам да одговорам на едно од прашањата на слайдовите, бидејќи директно беше поставено прашање до владата зошто не е разрешен до сега. Исто така морам да нагласам дека сите презентации, сите материјали доставени од ДКСК за потребите на скринингот се досега усвоени од владата така како што се дадени, без никакви промени и се презентирани така како што сака ДКСК на секоја сесија. Но зошто останувате имуни на забелешките и апелите од антикорупцијска дека на пример се злоупотребуваат државни ресурси за партиски цели? За да некој биде означен како сторител на кривично дело, судот треба да пресуди за тоа. ДКСК не е судско тело, ниту е суд, ниту може да одреди дека јас или вие или било кој го прекршил законот. Тоа може да го направи само судот. Проблемот е што мислам дека ДКСК се обидуваше да своите одлуки, своите иницијативи ги представи како конечни. ВМРО ДПМН ја обвинува СДСМ дека се криминалци. СДСМ вели ВМРО се криминалци. Мицковски вели Али Ахмети ќе заврши како криминалец. Дали со држава во изминатите 3 децении владеат криминалци? Не во изминатите 3 децении, меѓутоа имавме 11 години кога сигурно знаеме дека владееа криминалци, а тоа беше времето од 2000. Господин Маричев, 7 години сте веќе на Да, власт. така е, затоа сакам да ви кажам, меѓутоа да не заборавајте, ВМРО ДПМН е политичка партија за која што има 2 случаи за нелегално финансирање на партијата и чие што седиште е под судска забрана. И многу имоти низ државата. Да не забораваме дека целото минато водство, дека дел од тие луѓе се уште се во ВМРО ДПМН, дел и на позиции во собранието или на други места. Не може ВМРО ДПМН така едноставно со чиста гола реторика да се ослободи од тој товар, притоа никогаш во овие 7 години, ако не претходно, не изразија жалење во најмала рака, ако не извинување, жалење за сите тие сторени злодела. Јас не сакам поединечни случаи да коментирам, навистина не е ни коректно. Бидејќи јас имам впечаток дека на ВМРО ДПМН не му пречат оние прекршители на законот што доаѓаат од нивната партија. Имам впечаток дека им пречат само потенцијални прекршители на законот од другите партии. И тоа сме го виделе на дело. Каква хипокризија. ВМРО ДПМН и СДСМ се караат за дуи. А и едната и другата партија, едните биле, другите сте се уште во коалиција со дуи. Кога дуи беше во владини преградки со Груевски, велевте тоа е криминална владина структура. Сега Мицковски вели тандемот Ковачевски Ахмети се изворот на криминалот и корупцијата. Тоа велам, таа запалдива реторика на ВМРО ДПМН често пука како меуро цапуница после некое време. Знаеме, така беше и со оној реторички напад дека ќе ја продадеме, бугаризираме или не знам што ќе направиме на државата. Така беше и онаа приказна за кантонизација и поделба на државата. Играта со чувствата, со жестоката реторика секогаш е инструмент во рацете на ВМРО ДПМН кој што драматично се менува доколку се приближат до власт. Гледате тренинг, гостин во емисијата вице-премиерот за европски прашања Маричич. Господин Маричич, почнавте со директни комуникации поединечни со представници од ВМРО ДПМН, бидејќи најавивте дека ќе идете низ директни разговори со луѓе од ВМРО за да ги убедите или да придобиете поддршката за уставни промени. Слушаме пораки од официјална Софија дека останува единствен услов бугарите да бидат внесени во преамбулата на уставот. Комплетниот терен за ВМРО да даде поддршка на уставните измени е расчистен. Значи немаат веќе никаква причина, никакво објаснување да не дадат поддршка, затоа што обезбедивме не само ние, туку Европската унија со своите структури,
Јасна и прецизна позиција од Бугарија и од другите држави членки на ЕУ дека нема други услови за продолжување на преговорите и отварање на кластерите и поглавјата, дека ова е главниот и единствен услов, дека нашиот јазик и идентитет се заштитени и гарантирани од најголемите држави членки во Европската унија и дека преговарачкиот процес не може да го загрози нашиот идентитет и македонскиот јазик, и дека со решавање, со гласање на уставните измени се отвара патот за реално членство во Европската унија во наредните Меѓутоа, неколку реално, во овој момент тоа не поминува ниту кај најголемата опозицијска партија, ниту пак грото од македонските граѓани според анкетите не поддржуваат уставни промени. се обидувам да кажам, тоа е резултат на дезинформациите и пропагандата што се водеше целиот овој период. На онаа реторика што пука како меур од сапуница за која што зборував пред малку. Значи, кога вие со години, особено последнива година дена, интензивно ја лажете јавност, говорите невистини, со цел да предизвикате страв кај граѓаните, нормално е дека се тие резултатите. Еве, отворено да разговараме во изминативе 2-3 месеца, ние се обидуваме да воспоставиме и јавен диалог, меѓутоа институционален диалог со ВМРО ДПМН за да ги расчистиме тие дилеми и заради нив и заради јавност. И сега веќе е многу јасно, мислам дека на секој што сака да разбере и што следи, дека основните тези на кои што се базира нивното противање да гласаат за уставните измени немаат основа во реалноста и немаат реална подкрепа. Во таа смисла, ние разговараме и понатаму и со представниците на ВМРО ДПМН официјално и со сите пратеници, тоа е наша обврска. Тоа не е никаков притисок, ниту не знам како и да се нарекува, се уште е рано да се каже за конкретен исход на гласањето, но мислам дека правиме се и ќе направиме се за да дојдеме до потребната поддршка, не заради нас, не заради било кој еден политичар, туку заради иднината на државата. При крајот од овој разговор, големи се очекувањата околу шпанското претседавање со Европската унија, но реално колку е возможно до крајот на годината да се спроведат уставните промени и да почнат да се отвораат поглавјата. Нашата цел со шпанското претседателство е јасна, да ги комплетираме уставните измени до крајот на ноември најдоцна и да обезбедиме услови за втора меѓувладина конференција. Сега ве прашувам лично, верувате на анкетите, истражувањата кои што се спроведуваат последниве неколку месеци, кои покажуваат непопуларни резултати во однос на вашето владење, односно поддршка даваат на ВМРО ДПМН. Има уште еден сегмент во тие истражувања. Најголемиот дел од граѓаните смета дека државата се движи во погрешна насока. Не е најголемиот дел, меѓутоа има голема бројка. Видете, песимизмот и оптимизмот на нашиот народ и на нашите граѓани растат со резултатите. За жал, опозицијата повеќе ги базира својата политика на ширење на една негативна енергија и негирање на се што прави владата, а не нуди при тоа ништо ново. И тоа се гледа секој ден блика од безидејност, што освен предвремени парламентарни избори, ние ништо друго не сме слушнале во овие 3 години, 4 години од минатите избори од 20-та до денеска. И јас мислам дека песимизмот што го има неспорно пред се должи на тоа што имаме 3 години криза. Од 20-та година наваму имавме неколку серијали на кризи, има секако работи што може да се подобрат или слабости кои што ги имаме и како систем и како влада, но она што е важно, она што мене ми е важно, е што за сите слабости сме подготвени отворено да зборуваме и да работиме на нив, односно да вложиме енергија да ги надминеме. Постојат ли безбедносни ризици, имајќи во предвид дека се уште е отворено прашањето Белград-Приштина? Помалку изгледа индикативно, Курти вели не го примам рама на средба, нешто лут му е, а од друга страна ние треба да спроведеме уставни промени, да решиме внатрешни сериозни реформи.
Босна и Херцеговина статусот исто така. Видете, интересно е како ги наведувате случаите на проблематични држави. Има безбедносни ризици во регионот, но ние сме на безбедната страна на границата, на страна бидејќи сме членка на НАТО. И тоа е навистина една придобивка од сите тешки одлуки кои што ги донесовме, една силна придобивка, бидејќи денес седиме на масата, еве сега ќе има самит во Вилнус, каде што ќе се одлучува за безбедносната структура, односно безбедносната инфраструктура на Европа за наредниот период. Ние сме на безбедната страна на границата, затоа што сме во НАТО и кај нас затоа не се отвараат тие прашања преку безбедносната призма, но она што е битно е сега да го оствариме реално консензусот за членство во Европската унија. Тоа значи сите политички партии, учувајќи го и ДПМН, да јасно и гласно покажат на дело дека се за Европската унија и за членство, не само на зборови. Дел од нив тоа го направија со НАТО и затоа сме денеска членка на НАТО. Мислам дека е време да го направат и за Европската унија, пак ќе кажам, не заради СДСМ, не заради владата, не заради било кој поединец, туку заради државата, бидејќи како што денеска сме сигурни на страната на безбедноста затоа што сме во НАТО, утре ќе има други предизвици и за нас во наш интерес да бидеме што попрво во ЕУ. Ви благодарам за гостувањето и се гледаме во некоја следна прилика, се надам. Благодарам на поканата. Се разбирам. Следете интервју со вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, а ние по кратката пауза продолжуваме со следниот соговорник. Гостин во емисијата ќе биде професорот од Правниот факултет и претседател на Сдруженијето на правници, професорот Горан Коевски. Следете не. Склучениот договор со Бехтел и ЕНКА за изградба на коридорот 8 и 10 фрли големи сомнежи околу можноста за корупција и криминал. Во ова издание на Тренинг, мој соговорник ќе биде професорот Горан Коевски од Правниот факултет, кој од неодамна е и претседател на Сдруженијето на правници. Тој инаку на Јустинијан I предава корпоративно трговско право. Добро дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Професоре, има ли спорни елементи во договорот со турско-американскиот конзорциум, за кој се дигна голема врева во јавноста? За да знаеме дали има некои спорни моменти, треба да го имаме можност да го видиме договорот и да го прочитаме. За жал, под велот на некаква си тајност, класифициран договор и така натаму, што по мене е прилично невообичаено, од причина што и самата македонска пракса покажува дека во минатото, например, имаше в 2013 година имаше законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградбата на Миладиновци Штип и Кичево Охрид. Беше донесен посебен закон, објавен во службен весник со договорите со кинеската влада што македонската влада ги склучила. Значи не е нешто невообичаено да тие договори добијат се видат во светлото на денот, во смисла што се работи за договори кои што се работат под некаков си терк, така наречените ФИДИК книги, кои што се однесуваат на изградба на разноразни инфраструктурни проекти, во кои што се систематизирани определени обичаи во определена струка, во конкретниот случај тоа е инженерската струка, и можевме да чуеме дека се работени по ФИДИК, дали црвената, дали сребрената, дали жолтата книга, и одеднашка тајнет класифициран договорот, а што би било тајна не можам да спознавам од причина што цената е таа, 1,3 милиарди евра, рокот е тој, предметот на изградба се знае, што е тука ценовно чувствителна информација лично не можам да предвидам. Особено што, например, во нашето обкружување, например, во Хрватска постои закон за заштита на ценовно вредни информации. Во Србија има закон за заштита на деловна тајна. Јас во повеќе наврати со моите колеги сме пишувале дека во Македонија треба да се донесе некаков таков закон, а ако ништо друго да се разграничи што е приватен интерес помеѓу две страни во поглед на определен трговски договор, како што е конкретно изградбава на овие коридори, а што е јавниот интерес и да има соодветен баланс помеѓу тие два интереса. Во конкретниот случај се добива впечаток дека се штити нечи приватен интерес, а на штета на јавниот Дали интерес. Дали тоа остава сомнеж за можност од корупција и криминал? Секако дека остава можност и самото тоа што не се објавува создава сомнение и шпекулации после кои добиваат на обем, секојдневно се зголемуваат. Кој ќе врши надзор, како ќе врши надзор, па кај ги најдоа луѓево, се врти постојано.
Во однос на обемниот договор со Бехтел и Енка, дали во кој дел македонската влада користеше знаење од македонските експерти, од македонските правници? Колку што мене ми е познато дека услугите на македонските правници за жал не се користат, иако најодговорно тврдам дека веќе има едно јадро на правници кои што ги разбираат овие меѓународни договори, клаузулите кои што се содржани во нив, особено од причина што се работи за стандардизирани договори каде што со тек на време луѓето стануваат свесни за содржината на таквите клаузули. Ама тој пристап на нашата влада најчесто да се ангажираат советници од странство, во конкретниот случај чинам Хрватска беше, верувајте, знаењето на колегите од Хрватска и нашите познавања на тој дел од правото не заостануваме ни најмалку зад регионот. Професоре, во деликатниот предмет Македонија против Грција пред Меѓународниот суд за правда во Хаг, за непочитување на тогашната времена спогодба беа ангажирани вашите колеги Сашко Ѓоргиевски и професорот Тони Десковски, но се чини дека како државата да има некаков се предпазливи или некаков можеби помалку грубо ќе звучи анимозитет кон домашните професори, па се сомневаат во нивниот капацитет да одговорат на правните можеби заврзлами или слабости во вакви договори, било да е и во овој случај со Бехтел и Енка. Видете, реков дека поминато е релативно долго време од кога беа ангажирани моите колеги од правниот факултет, меѓутоа во денешно време со достапноста на информациите сметам дека знаењето е најмал проблем за да се даде добра и квалитетна услуга и од аспект на анализа на меѓународното искуство и практика во делот на таквите арбитражи. Така што не гледам причина по секоја цена да се бараат затоа што го имате да се надоврзам, го имате оној момент на прелевање. Во која смисла? Државата ангажира јака меѓународна правна компанија, друштво, од Вашингтон, од Њујорк, од Лондон или каде било, меѓутоа тие не го знаат домашното право и ангажираат адвокатски друштва од Македонија. Работат долго на определена арбитража и тие млади луѓе индиректно учат од овие големи, условно, нели, фаци кои што доаѓаат од Лондон, Њујорк или Вашингтон, така што од оваа перспектива тврдам дека има кадрни млади луѓе кои што може да се справат со тоа. Во какви услови кој може да се договорат клаузули на тајност, дали тоа е практика и добро владење во однос на овој договор со Бехтел и Енка. Најпрво владата, колку што се сеќам, аргументот зошто не го обелоденува целосно договорот беше дека е тоа деловна тајна. Но сепак станува збор за средства кои ќе се прелеваат од македонскиот буџет. Токму тоа, ако е нешто деловна тајна, знаете, во секој договор имате начело на слобода на договарање. Две страни се договараат и утврдуваат, например, кои клаузули ќе се сметаат за тајна. Апсолутно тоа им е дозволено. Меѓутоа, во конкретниот случај, покрај тој приватен интерес, веќе кажав, имаме и некој што е јавен интерес, а тоа се плаќа од буџетот на државата. Балансот помеѓу тие две работи, тој приватен интерес и тој јавен интерес мора да се најде соодветен начин да се види, затоа што еве лично јас не можам да сватам како договорот бил склучен без претходно да се исполнат сите предуслови за да биде склучен. Еве уште една, не би рекол дека е шпекулација, нели требаше да се сменат неколку закони за да договорот почне да се реализира. Закониве не се донесени или има голем проблем да се донесат и тука морам да признам дека од правна гледна точка е малку несериозно да вие склучите договор со тоа што ќе бидете сигурен дека во одреден временски период ќе ги исполните предусловите за да дојде до реализација на самиот договор. Во случај на спор на инсистирање на Бехтел и Енка е договорена примена на англосаксонското право и арбитража во Лондон. Што е разликата меѓу Магна карта, островското законодавство и арбитрирањето во континенталното пред се германското правораздавање? Правораздавање, токму така. Што е разликата? Разликата е во тоа што ние припаѓаме на тоа германско семејство на граѓанско право, нели? Римско право, за разлика од англосаксонците кои што имаат сосема поинаква генеза на развојот на нивното право. Меѓутоа, зошто англосаксонското? Затоа што
Они го креирале, самата арбитража, всушност, начин на решавање алтернативно на спорове, потекнува од англосаксонското право, со цел да се избегнат националните судови кои сакаат или не, понекогаш се многу пристрасни кон домашната страна, кога би одлучувале за определен спор, применувајќи го националното право. Се оди кон овој алтернативен начин на решавањето на спорови, кој што по своето потекло го имат токму од англосаксонските земји и во нивното право како такво. Сега зошто меродавно право, претпоставам тоа ме прашувате доколку дојде до спор ќе биде меродавно англосаксонското, тоа е сосема вообичаена практика од аспект на неутралност. Зошто го велам тоа? Македонско бехтеленка, Македонија на пример со турското право или американското. Ова е понеутрално. Стартната позиција на двете страни е идентична. Колку го знаат или не го знаат двете страни, претпоставката е дека имаат еднаков старт за да дојдат до соодветно решение, меѓутоа лошата страна е што ќе мора да ангажираат повторно адвокатски фирми од Лондон да тоа го водат и ете го за меѓусебниот круг. Деновиве државниот ревизор предупреди дека Македонија е тужена пред меѓународни судови и доколку ги изгуби споровите може да плати штета од околу 1,5 милиарда евра. Веќе се платени обештетувања во случајот со ОКТА и нафтоводот. Дали македонските правни експерти учествуваа во спорните договори во? Колку што ми е познато, во моментот постои координативно тело за следење на арбитражни постапки во рамки на владата, каде што е вице-премиерот Битики, Министерството за економија, Министерството за финансии и така натаму, каде што се прават некакви проекции што би било доколку ги изгубиме тие спорови за кои што веќе се водат арбитражни постапки. И сега во моментот се предвидува да со посебен закон, значи ова координативно тело се изгради како посебна институција. До тука е се супер. Кој ќе биде вработен и кој ќе работи во таа институција, тука веќе се отвараат многу дилеми, дали ќе бидат избрани соодветни луѓе кои што ќе разбираат проблематиката, кои ќе повикуваат експерти доколку нешто не им е јасно да им појаснат во некој дел, нели, од склучувањето на тие договори. Следите три гости во емисијата професорот Горан Коевски од Правниот факултет, кој од неодамна и претседател на Сдруженијето на правници во Република Северна Македонија. Професор Коевски, актуелно прашање. Деновиве шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал отвара истрага во однос на договорот, купопродажниот договор со Аравија. Криминалот и корупцијата ни се рак рана последниот период, особено поради пораките од нашите меѓународни партнери. Дали овие и исто така тука и проектот Скопје 2014. Дали овие последни потези на обвинителството се во насока конечно сериозно да се зафатат со работа и истражување на сомнителните и противзаконски евентуални действија, или пак е само дефокусирање на јавноста од тековните проблеми во битката против корупцијата и криминалот? Останува да видиме завршницата сега на самиот почеток, нели тоа? Општо е позната политиката на неказнивост во државата, особено на тој некој висок криминал. Ретко кога гледаме брза и ефикасна завршница, меѓутоа тоа е во делот на моите колеги по казнено, по кривично право да одговорат на ова прашање. Добро е што по допрен глас се покренуваат определени иницијативи, меѓутоа сепак завршницата треба да каже и да се докаже дека постои криминал и корупција и да тоа биде во некој си догледен рок. Толку ли нашите суди па и обвинители се некадарни што македонското правосудство ни е на толку ниско ниво, или пак и на проблемот лежи во нивната лесна подкупливост и помалку лесно подпаѓаат под политички бизнес влијани? Не би рекол дека се некадарни, сепак се тоа луѓе со искуство, зборувам за постојните судечки суди, најголемиот дел од нив се прилично кадарни, меѓутоа очигледно се користат некои, ај би рекол, правни
игри во поглед на рокови, одложувања на секако и за тоа треба да имате добро знаење за да ги користите и тие условно ако постојат такви правни празнини. Меѓутоа во добар систем, ако ги констатирате тие празнини, треба веднаш да реагирате. По мене дилемата е тука дали сите знаат за тие празнини и свесно ги толерираат сакајќи да докупат уште време за да се направат уште некакви условно матни сделки. Ако велите дека не се согласувате со тоа дека сите судии се некадарни и обвинители, каде е тогаш дефектот? Каде е дефектот? Па тоа велам, дека постои корупција, постои. Меѓутоа, знаете како, сега еве кај мала дигресија, кај нас на факултет се прави една анкета за корупцијата во високото образование. И сега перцепцијата, не знам колку проценти од студентите дека има корупција. Кога ќе прашате дали некогаш некој професор ви побарал нешто за возраст, услуги и така натаму, не. Игра на рокови. Добри адвокати знаат да ги користат тие процесни некои си игри кои што доведуваат до одолговлекување. Секако претпоставувам дека, не претпоставувам, знаеме сите дека има политичко влијание врз судството, и треба да се најде начин да конечно судството каже окей, ние сме независна, посебна власт, ве молам тргнете се. Ама гледаме се како тоа се бира, на кој начин се селектираат новите суди, обвинители и така натаму, и кога ќе видите исти презимења, семејни врски и така натаму, доаѓаме што до непотизам, што до кронизам, што до клептократија и така натаму. Семените релации, политичките влијанија. Како вие реагирате на доделувањето, например, на уверенија за дипломиран правник на Вандерштул, на Тетовскиот универзитет, со 3 години студирање? Добро, 3 години постои по Болоња начин на студирање, или 3+2, како што е нашиот. Меѓутоа, претпоставам прашувате порано кога на 4 годишни студии се завршување на повторно правна празнина. Имаше во медиумите се коментираше тука дека искористена некаква правна празнина каде што несоодветно било дефинирано во кој момент можете да стекнете некаква си диплома за стекнато ниво на завршени студии. И мислам дека тоа треба да се острани како можност. Од каде му е дискреционото право на еден министер на своите да им дозволи полагање на правосуден испит, например, без ден пракса? Та претпоставам ќе прашате министерот. Не можам да коментирам, а праксата секако е потребна. Џабе ве полагање на правосуден испит, ако потоа кога ќе се соочите со праксата, не знаете да напишете еден најобичен поднесок. Тука настанува после по мене проблемот. Влагате во регулираниот дел на професијата, немате професионални вештини стекнато како некакво си стажирање, и тука почнувате да манипулирате, бегајќи од сопственото незнаење, станувате дрзок и безобразен и манипулирате. Го прикривате тоа. Професорот од неодамна сте председател на Сдруженијето на правници на Република Северна Македонија. Она што се поставува како дилема е зошто ги премолчувате овие помалку аномалии во правниот систем. Академијата на суди се избираат кадри со сомнителен карактер. Имаме процеси, судски процеси кои се чуваат со месеци во фиока, со цел тие да застарат. Имаме предмети кои се враќаат од почеток. Можам да зборувам од сега па натаму, што јас планирам со оглед дека не пол месец сум председател на Сдруженијето на правници, користејќи некои мои искуства кои што ги имам од слични такви здруженија во регионот што постојат. Например, можам да ви кажам, во Србија е тоа многу убаво решено. Се работи во секции во разни облични, јавно, приватно право, трговско право, кривично право и така натаму. И на крај, секоја од тие секции донесува заклучоци што е детектирано како некаква неправилност во правосудниот систем, правниот систем, и се доставува до Министерството за правда. Дали ќе реагира или не на политичко ниво не е важно, меѓутоа фелата се изјаснила по одредени прашања. Сакам да го искористам тоа искуство затоа што ако не кажете, никој нема да слушне за вас, и еден од начините да ја вратите колку толку довербата во правната фела е токму да критикувате, да дојде главната критика од самите професионалци во право. Зошто правната сигурност во државата е на најниско ниво, според вас? Правната сигурност, затоа што
кажа Преска, има правни недоуреденост, има правни празнини во законите. Кои се злоупотребува? Кои се злоупотребува, токму така. Меѓутоа, дали се работи за политичка волја да не се затворат тие дупки, нели? Да се остава да се пролонгира додека може или додека некој не каже од Брисел, нели, под она транспонирање. Во овој дел е свесно така направено за да има потаен дил помеѓу извршната и судската власт. Во некој случај да, мислам да. Да, оставате правна празнина тука. Например, често се случува, еве, сум бил дел од работна група за изработка на некој закон и вие мислите дека идеално сте го направиле тоа, за да во финалната верзија кога ќе го прочитате усвоениот, донесениот закон, ама 2/3 е променето во некои клучни решенија на кои што вие немате можност да влијаете. Ете таа спрега каде што моќни лобби групи се доволно силни да издействуваат да дојдат до такви измени во процесот, нели, на донесување на законот и да се некои решенија сменат. Професор, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Вие ретко се појавувате на телевизиските екрани и ми беше задоволство што бевте дел од ово издание на Трилинг. Ви благодарам за поканата. Со задоволство. Следете разговор со професорот од правниот факултет Горан Коевски, кој е од неодамна и претседател на Сдруженијето на правници во Република Северна Македонија. Стејт департментот бара политичарите да ги трнат рацете од обвинителството и судството. Брисел ќе испрати мисија која ќе врши мониторинг врз работата и ќе оценува состојбата во судскиот совет кој именува и разрешува суди. Ниската доверба во судството и обвинителството повод за краток разговор со Уранија Пировска, председателка на Хелсиншкиот комитет, и Дарко Аврамовски од Коалицијата за правично судење. Инаку, Пировска беше дел од шарената револуција која протестираше со слоганот "Нема правда, нема мир". Има мир, но нема правда. Меѓутоа и мирот е многу релативна категорија. Може да е привиден. Затоа и очекувам да се случи немир и ова особено го очекувам од судиите кои што се заложници на политичките партии, зборувам за оние судии кои што се честни, професионални и добро си ја вршат својата функција. Очекувам да излезат и да го кажат тоа што се случува во правосудниот систем и конечно да ги употребат механизмите кои што им стојат на располагање. Мора да се најде начин да се зајакне на индивидуална функционална независност и одговорност на сите чинители во судството. Досега сите обиди се фокусирале кон системската независност, воспоставување на добри законски рамки, решенија и така натаму кои би осигурале независност на оние институции и органи дел од судската власт, но е направено многу мало, е посветено многу мало внимание на токму на индивидуалната одговорност и функционалност и професионалност на чинителите во судството. Мора да се најде начин за да се зајакне таа професионалност со цел да можат да се почнат и да се применуваат, да се користат овие законски решенија и механизми кои веќе ги имаме на располагање. Денеска зборуваме за она што се случува и е беззаконие во судскиот совет и мислам дека прашањето не може да се гледа само низ призма на политичките влијанија, туку мора да се гледа и низ призма на свеста кои што самите чинители и вршители на функции ја поседуваат. Таа свест не може да се промени преку ноќ. Има една мисла, знаете, да смените закон не е реформа, да смените менталитет е реформа, покојниот Роберто Беличанес, нешто што јас деновиве токму и го размислувам. Меѓутоа, менталитетот не се менува со политички влијанија. Менталитетот може да се смени само доколку на одредена фела и се даде независноста, и се даде слободата да одлучува и да испрачува правдата на граѓаните. Искрено сметам дека најсоодветно е доколку се најде начин да се искористат решенијата кои веќе ги имаме. Бидејќи секое такво адхок решение носи многу ризици да предизвика несакани ефекти и несакана штета, несакани последици, а од друга страна ризиците доколку таквото адхок решение биде неуспешно, да ја намалите дотолку ниската доверба на граѓаните во судството и да го практично уништите моралот дека може да се стори нешто и да се променат состојбите е многу висока.
И затоа е неопходно да се искористат овие решенија кои веќе ги имаме. Тоа значи најнапред мора да се најде начин. Ние видовме дека освен од граѓанскиот сектор и практично некој предлог решение од Министерството за правда, отсуствува каков било јавен притисок врз членовите на судскиот совет да поднесат оставки. Да се разбереме, судската власт никогаш не била независна и никогаш не била власт сама по себе во Република Северна Македонија. Пред се и над се, поради тоа што во Македонија секогаш извршната власт имала доминантна улога и влијанија и врз законодавната и врз судската власт. Решенијата според мене се и во измени на законската регулатива, односно начините како да се санкционираат ваквите состојби, но и во јакнење на свеста на самите политичари. Партиите со самото своето членство треба да работат. Не зборувам само за влијанијата кои што ги вршат челниците на партиите. Верувајте, ние секогаш имаме сознание дека и партиските војници во име на челникот се случува да врши влијание за да дојде до одреден свој интерес. Се забележува тренд, се забележува патерн, шаблон на постапување дека секогаш кога доаѓа некаков притисок или укор од страна на меѓународната заедница, дека се размрдуваат работите на домашен терен. Затоа мислам дека ваквиот притисок кој доаѓа од меѓународната заедница е еден од начините на кои што можат да се придвижат работите, меѓутоа сам по себе нема да биде доволен за да предизвика макар некакви подолгорочни промени. Сметате ли дека е можеби неопходен меѓународен мониторинг во обвинителството и судството? Меѓународен, секако дека би било добре дојдено да се искористи меѓународна помош во спроведување на таквите процеси, особено во поглед на консултации и пренесување на искуства, меѓутоа неопходно е тоа да биде производ изворен внатре на самото судство, да не дојде како нешто наметнато од страна, бидејќи во таков случај повторно само ќе стане збор на време кога ќе почнат состојбите повторно да се деградираат. Македонските политичари милуваат да кажат дека не очекува жешко политичко лето. Моја проценка лична е дека во наредните недели и месеци веројатно ќе имаме динамична и активна политичка сцена. Обиди власта и опозицијата да се усогласат околу уставните промени. Од друга страна, пак ВМРО ДПМН бара одржување на предвремени парламентарни избори. Се гледаме за 7 дена во исто време. Следете не идниот петок во исто време. Довидување до тогаш.